Илинден е повик за обединување и заедништво. Поделбите не се патриотизам. Нема подобар начин да им се одолжиме на илинденците од тоа да го продолжиме нивното дело. Продолжуваме да го негуваме концептот едно општество за сите, кој што е наследство и е втемелен во Крушевскиот манифест. Ова денеска пред граѓаните на прославата за Илинден на Мечкин камен во Крушево го истакна премиерот Зоран Заев. Заев додаде дека владата работела на политиките за надминување на поделбите и токму затоа годинешниот слоган на Илинден бил "Сите сме деца на Илинден". Сметаме дека е патриотска должност да се обединиме и помириме внатре. Затоа ова свето место, Мечкин камен, не треба да биде камен на сопнување, туку мора да биде камен темелник на помирување, заедништво и разбирање. Се обединивме со соседите, се обединивме и со западноевропското семејство. Што е, впрочем, Илинденското востание, ако не крик за Европска Северна Македонија како напредна република на Балканот? Заев додаде дека граѓаните денес можеле да бидат горди што се заокружил процесот на меѓународно признавање на Македонија како идна членка на НАТО и дека безбедноста на земјава никогаш не била позагарантирана отколку сега. Заев рече и тоа дека Европската унија и дала највисоки оценки досега на Македонија, со што се отвориле перспективите за влез во европското семејство. Според Заев, денес патриотизам било да се работи на тоа младите да останат тука. Гледаме напред затоа што сакаме безбедна и стабилна земја, членка на НАТО. Сите ние сме вложени во еднината, затоа што сме спремни за уште повеќе реформи. Годинешната прослава на Мечкин камен беше проследена од неколку илјади луѓе и помина мирно без поголеми инциденти. Освен свиркањето и вербалните дофрлувања до делегацијата на ВМРО-ДПМНЕ, кога таа поминуваше пред граѓаните. Според подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски, тоа било доказ дека СДСМ се плаши од ВМРО-ДПМНЕ, а доказ за тоа според него било и тоа што тие како партија не били информирани за промената на сатницата при полагањето на цвеќе на гробот на Никола Карев. Не можам на Заев да му аплаудирам, максимум што можам е да го игнорирам. Не можам да му аплаудирам затоа што ја понижи Македонија, затоа што го промени името на Македонија, економски ја опустошува и ја краде секој ден, затоа што ова е најкорумпирана влада. Тука сум и тука сме за да оддадеме почит на Илинден, а не на Заев. За промената на сатницата не били информирани ниту потомците на Карев, неговите правнуци, кои денеска беа револтирани од ваквиот однос на државата кон нив. Тие истакнаа дека нивниот прадедо бил чист македонец, кој се борел за Македонија исто како и другите востаници за Илинден. Имав не покара во 9 сатот да присуствуваме сите тука, а дојдоа тие, пред време дојдоа, замира и не поканија за расливани тука, не поканија да бидеме групно да славиме денот денешен. Ние со Бугарија добро комши сме и со Србија и со Грција, али македонци сме гинели за ова Македонија. Народ и партизани гинеле за македонското име. По која основа и не заслуга е исфрлен Никола Карев од кимната. Бараме во најскоро време да ни одговори некој од најспособните историчари во Македонија или овие другите што се наоѓаат во ману. До ден денеска не добив никаков одговор. Граѓаните на Мечкин камен истакнаа дека се горди на денешниот ден, бидејќи е најголемиот празник на Македонија. Инаку одбележувањето на Илинден во Крушево не завршува денес. Тоа продолжува до 10 август со богата културна програма. Од Крушево за Сидел телевизија Дарко Штарговски.